Почитувани граѓани, почитувани колеги, денеска би сакал да зборувам малку околу аргументите и фактите и да направам една споредба со неколку договори што се склучени. Зборувам договори за автопати и да направим една споредба со овој договор сега што е во собранието, односно предлог законите и тој договор за стратешки јавен партнер. На комисијата зборував малце повеќе за делот конкретно за овој закон, односно првата дилема е зашто пред неколку месеци овој закон за стратешки партнер беше разгледуван во Комисијата за финансирање и буџет, каде што му е матична комисија, а денеска и овие денови гледаме дека сите закони се ставени со европското знаменце. А првата дилема се поставува и прашање дали пред неколку месеци сите овие закони беа неевропски и зашто тогаш не поминаа со европско знаменце и зашто сега на овој начин мора да добијат европско знаменце и да се поминат. Слушнавме од Европската Унија, односно од Европската делегација, дека овие закони не треба да добијат EU знаменце. Но за жал, никој од власта тоа не го сваќа сериозно и дали утре ќе добиваме бенчмаркови по овие сите закони, останува прашањето да лебди. Но дали за овој договор постои транспарентност? Апсолутно не. Дали е ова најнетранспарентниот процес во Република Македонија? Апсолутно. И внимавајте, станува збор за најкрупниот и најголемиот проект во историјата на Македонија. Еве неколку работи што сакам да ги споменам. Прва споредба која се направи со било кој договор, јас ќе ги земам договорот што беше со компанијата Актор за Демиркапија Смоквица, но и оние автопати што се изградија со Синохидро, тоа е со кинеската влада, која ќе видите дали постои меѓународен стандард за тип на изградба на овие автопати. Во делот со Бехтел НК не постои. Додека со Актор постои ФИДИК стандард, тоа е црвена книга, а за Синохидро исто така има ФИДИК стандард, црвена книга. Додека за овој проект не постои. Никој не знае какви меѓународни правила на изградба ќе има. И затоа е причината во овој период што гледаме измена на Законот за градење и Законот за урбанистичко планирање, бидејќи јас сакам цела македонска јавност да знае зашто ова се прави. Бидејќи со стандардната процедура за секој еден проект вие мора да имате сите потребни документи. Кога се работи за било каков проект, треба да имате сите документи, треба да имате основен договор, односно проект, врз основа тој основен проект, сите фази да ги имате да аплицирате за одобрение за градење. Ова власт 6 години нема ниту еден проект. И сега што прави на брзање, ги заобикува сите меѓународни стандарди и сакаат со еден нов вид на некој измислен ФИДИК да почнат да градат. Односно, нема меѓународен стандард, но они ќе го измислат заедно за оваа компанија да градат. Верувајте сите дека не постои основен проект. И они сакаат да го суспендираат Законот за градење и веќе тоа го прават. И замислете што е најстрашно со европско знаменце. Замислете ова се случува во европските земји, да речеме во Италија, во Германија, не знам, во Белгија, да не постои закон за градење, или да не постои закон за урбанистичко планирање, или да не постои закон за експропријација, да не постои, не знам, закон за земјоделско земјиште и така натака и така натака. И тогаш главното прашање е дали со ова се задира во уставниот поредок на Република Македонија? Апсолутно. Зашто претходно се носеле закони? Зашто претходно се правеле процедури за изградба на ваков тип на проекти? И тоа е многу интересно и важно прашање. Зашто сакам ова да го наметнам? Дали има меѓународна правна рамка за склучување на договор во име на Република Македонија за овој договор? Нема. Дали зборам за Бехтел НК и за овие автопати? Дали во времето кога се граделе Демиркапија Смоквици останатите преку Актор, дали постоела некој меѓународен договор, да, спогодба за финансирање со Европска унија и финансиски институции, но многу интересно ратификувани во собранието на Република Македонија. Додека пак со Синохидро, меѓународен договор во соработка на Македонија и Кина, ратификуван во собранието на Република Македонија. Дали кога се носеле овие договори за изградба на патишта, дали некој го гледал договорот во собрание и пратениците го гласале договорот? Да. Или пак се носеле некои посебни заеми за кредити каде што биле преку меѓународни институции, каде што постоеле правила на игра. Во Македонија со овој проект тоа нема да постои. Но Законот за јавни набавки вели вака: кога се исклучува Законот за јавни набавки, постојат две можности. Првата можност е кога на овој начин се подпишува меѓународен договор со некоја земја, во овој случај кога ќе зборуваме за Синохидро, тоа е направено со Република Кина. Или пак се исклучува Законот за јавни набавки кога
финансии многу добро го знаат министерство за тоа кога земате било какви кредити, земате заеми, земате или пак грантови од било која европска или меѓународна институција, таму постојат посебни правила на игра. И тука постои начин како да се води целиот проект, имаат посебна регулатива, посебни јавни набавки, така, но повторно постои процес. Во овој случај не постои процес. Во овој случај се договориле заедно, не знам, во некој кабинет, власта со некои луѓе што добиле скоро 1 милион евра за да преговараат да направат договор. И не само што го направиле договор, тоа целата јавност треба да го знае. Тој договор е скриен, не постои, го нема. И минатиот пат и на комисијата имаше една теза што мислам дека е многу оправдана и што треба да ги замисли сите пратеници, поготово власта, како е возможно антикорупцијска да го добие договорот и да го гледа, а ние пратениците да не може да го видиме договорот. Зарем не е срамно, мизерно, да не може ние да го подобриме тој договор и врз основа на тоа да ги подобриме законите. Бидејќи сите овие закони што се на дневен ред се прават врз основа на тој договор што е скриен од јавност. Замислете, ниту медиумите го имаат, ниту фелата го има, ниту никој. Но ова ќе остане една црна дамка во историјата на Република Македонија и за жал ќе се отвори Пандорина кутија во иднина да се носат вакви закони за многу различни теми. Зашто? Прашувам од тука, овој закон не се гледа во Комисијата за финансирање и буџет. Зашто треба да се одземе можноста да се дебатира? Нели е ова транспарентен процес? Зашто се одзема можноста комисијата која ја водам во собранието? Тоа е за транспорт и врски екологија, каде што може секој еден да дојде на таа дебата и да разговара за законот за градење и законот за урбанистичко планирање. Целата фела е против. Нема комора што не е против. Слушаме дека сите бараат јавна дебата, а владата бега од јавна дебата. И ова е навистина не само понижување на институциите тука во собрание, туку понижување на сите институции во Република Македонија. И пак ќе кажам, ова не е добро, бидејќи било која наредна влада, бидејќи поминува ова со европско знаменце, може да помине утре било каков закон. Исто така, во сите овие три случаи кои што ги зборувам за овие различни проекти, и сакам само со аргументи и факти да зборам, бидејќи велат дека потребни се факти и аргументи за опозицијата да критикува, бујрум, еве ги. Надворешно финансирање на овој проект, конкретно за Бехтел Енка нема, не е обезбедено. Секој се финансира од буџет на Република Македонија. Наслушнавме и од министерот дека ќе се земале кредити, ќе се земале заеми и со тоа значи дека ќе поскапи овој проект. Бидејќи секој еден заем си има камата. И во текот на годините таа мора да се додаде на основниот проект. Додека пак за другите проекти, конкретно за Демиркапија Смоквица, имало долгорочно финансирање, грејс период 3 години. А долгорочно зборувам 15 години. Додека за Синохидро постоело 20 години долгорочно финансирање, грејс период од 5 години со најмала стапка за било кој проект во Република Македонија. Што е најважно и најинтересно во овој проект? Што никој не ја знае главната цена колку ќе чини овој проект. Никој ја нема видено, ниту пак покажуваат предмер пресметка. Тоа е основната работа што еден проект мора да ја содржи. Ние поставивме многу прашања дали се кријат позиции, дали има позиции што не се дефинирани, но власта молчи. Тоа значи дека и онаа сума што ја кажуваат 1,3 милиарди евра, таа ќе биде многу поголема, бидејќи има преку 100 позиции што не биле дефинирани. И дали тоа е вистина, никој не може да каже, бидејќи договорот е скриен, а во договорот дали има предмер пресметка да се види, никој тоа не може да го цени сега зашто е скриен договорот. И замислете, сите ние пратеници треба да гласаме за нешто што е скриено од сите нас. Додека за Демиркапија Смоквица има предмер пресметка. Исто така има за Синохидро, има за сите експресни патишта, има за сите проекти што се во Република Македонија и постапката е транспарентна. Јас ќе го кажам ова лично и од мене како бивш министер за транспорт, јас сум против овие закони сите. Јас сум за изградба на патишта. И ВМРО ДПМН е за изградба на патишта. И за автопат, и за секаков каков и да е проект во Република Македонија. Но ние сме против да гласаме за вакви закони каде што се погазува уставниот поредок. И најлошо и немам доволно време само да кажам една работа. Многу луѓе одговара зашто сака овие од власта да бидат на судови, бидејќи не се почитува законот за јавни набавки, а е содржан и гласан од ова собрание од сите пратеници. А ова вие што сте го направиле како власт и што сте презели обврска да ги ставите во заблуда сите пратеници, еден ден многу ќе одговарате. Благодарам. Има збор